Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред 2 месеци Божидар Спасич, кој беше поранешен агент на УДБА, даде одредена квалификација во емисијата во Центар дека во овој момент градот Скопје личи на Казабланка. Не требаше да помине многу време, почитувани гледачи, и сите ние самите да се увериме во вистинитоста на тоа тврдење на Божидар Спасич. Значи, неколку операции се испреплетуваат во Република Македонија. Едната е Груевски, втората е една судска постапка која што е, иако тоа не се кажа за кршење на санкции кон Русија, бидејќи Груевски се напаѓаше поради две основи, не промена на името и тоа што не воведе санкции кон Русија. Така е. Значи, Македонија во еден временски период беше можеби дестинација преку која се крша санкциите во Русија, и одеднаш американците рекоа дека тоа треба да се спречи. И крупни бизнисмени, крупни тајкуни завршаа во затвор, веројатно бидејќи учествувале во кршење на санкции кон Русија. Така е. Значи, масовни операции се спроведоа. Масовни. И оно што ваша јавност не зна, ал мора да вам саопштим, јас сам срeo у Београду 3 човека, они нису никад радили у обавештеном апарату, али се баве безбедносни проблема. То су умиштени. Они су готово свакодневно у комуникацији са председником Заевом. И ево, да му поручим преко ваше телевизije да те саветники из Београда што пре слони sa svog spiska. Makedonija trenutno predstavlja, neću da kažem, ali da vam kažem kako, Makedonija je trenutno prava Kazablanka u kojoj nemate, navedite mi jednu službu u svetu i sveta koja nije trenutno nešto u Makedoniji. To je pravi makedonski lonac. Međutim, kad pukne taj lonac, postaje se pitanje šta će definitivno ostati od Makedonije. Минатата недела најтиражен дневен лист во Србија, Информер Драган Вучичич објавија дека Зоран Заев ја организира и ја финансира српската опозиција да спроведе или да изврши државен удар во Република Србија за соборување на Александар Вучич. Ние дојавме тука во Белград да ја провериме вистинитоста на таа теза и на тоа тврдење. Дали преку Скопје се прави државен удар тука во Србија за смена на Александар Вучич? Da li se pravi državni udar ili se ne pravi državni udar, Skoplje je postalo ono što je nekad bila Budimpešta. U vreme vlasti Slobodana Miloševića, krajem 90-ih godina, odnosno početkom 2000. godine, Budimpešta je bila mesto, centar gde su se skupljali oni koji su htjeli da ruše vlast u Srbiji, gde su dolazile pare sa zapada kojima je to rušenje vlasti finansirano, gde su dolazile neki ljudi i obučavali ovde opet neke demonstrante kako da ruše vlast. To se sad dešava u Skoplju. U Skoplju imate razne američke izaslanike, specijalce, vi to znate bolje od mene, recimo onaj Burns iz američke ambasade koji je specijalac za prljave poslove u Srbiji. Šta on radi u američkoj ambasadi u Skoplju? Mislim neka Erik Burns, дека не е од американска амбасада, туку е дојден пред изборите да води кампања на Зоран. On je zvanično službenik, tako je. On je, da, tako je. Jeste on radio kampanju za Zorana Zajeva, ali on je i понатаму работи за Зорана Заева. A on je službenik američke ambasade bio. Da li još ne znam. Да, кога ние правихме некои емисии пред 2 или 3 години, тој беше човек кој плаќаше чланарина или плаќаше донации за Демократската партија на Хилари Клинтон. Значи тоа е таа структура, длабока држава и така натаму. Dakle, tamo se skupljaju ti ljudi. Sad pazite, a pogledajte ko sedi kod vas u Skoplju pod firmom nekakvog savjetnika. Zoran Bašanović, čovek koji je najuren ovde iz Srbije, nije mogla mu prođe ni jedna kombinacija. Čovek koji je uhapšen u Americi zbog krađe, suđen mu je u Americi zbog krađe, on je savjetnik Zorana Zajeva. Pa je drugi savjetnik Zorana Zajeva, pomozite mi reći, Aleksandar Obradović, zvani Sale Čez. Taj čovek je bio predsjednik, odnosno direktor Elektroprivrede Srbije i najuren je sa tog mesta, dakle, smenjen je, dobio je otkaz, zato što je neracionalno trošio državne pare. И беше еден од кандидатите да биде прв човек и на македонското електростопанство. Да, чуо сам. Во последен момент беше исклучена таа комбинација. Меѓутоа, вие сакате да кажете дека Скопје во моментот има истата улога што имаше Будимпешта пред 20 години. Ако во Будимпешта се тренира структурите на отпор и тие структури на отпор подоцна го прават 5 октомври, со пари кои преку Унгарија тогаш не знам, преку други држави доаѓа до Србија, не само Будимпешта, туку и Софија во тој временски период игра таа улога за рушење на Слободан Милошевиќ, дека сега Скопје има таа улога? Skoplje sad ima tu ulogu, Sofija ima drugu ulogu. Evo mi smo, ne znam da li ste pratili, mi smo u Informeru ove nedelje objavili vrlo zanimljivu priču. Naše vlasti su preko bugarske obaveštajne službe dobile jedan vrlo zanimljivu dojavu, vrlo zanimljiv podatak. 8. februara
U Skoplju je u jednoj od rezidencija ili kancelarija Zorana Zajeva održan sastanak kome su prisustvovali Dragan Đilas, tajkun Dragan Đilas, čovek koji predvodi opoziciju u Srbiji, dakle bivši gradonačelnik Beograda. Na tom sastanku su prisustvovali dakle Đilas, Zoran Zaev, Erik Burns, koga smo pomenuli, i Zoran Bašanović. I tamo su vrlo otvoreno govorili o tome kako da se radikalizuju protesti u Beogradu, kako da se ti protesti omasove i kako da se smeni vlast u Srbiji. Čak je, dakle, ja sam gledao taj dopis bugarskih obaveštajaca našoj obaveštenoj službi. Tu piše da je Zoran Zaev u jednom trenutku rekao: moj prijatelj Haradinaj je spreman da finansira, znači on je to rekao Đilasu, da delimično finansira pad Vučića ako se vi obavežete da odmah priznate Kosovo po dolasku na vlast. Ta rečenica sve govori. Бугарските обавештани служби кои го носат на власт Зоран Заев. Значи Бугарија и Софија се дел од тој сценарио на носење на Зоран Заев на власт во Македонија. Подоцна Зоран Заев им враќа со оној историски договор помеѓу Македонија и Бугарија и со Изгледа да су Бугари нешто љути сад на Заева. Чим су нама доставили извештај, транскрипт са Тоа е клучната нејаснотија во целото ова што го пишувате, дека бугарите ви ги доставуваат тие тајни документи или тие тајни депеши за разговор помеѓу Заев и на том sastanku je očigledno bio neko ko radi za Bugare. I Bugarima je poslao detaljni izveštaj. Dakle, to je izveštaj na nivou transkripta. Tamo piše Zoran Zaev rekao to. Đilas odgovorio to. Zoran Bašanović rekao to. Erik Burns rekao tako. Ja sam to čitao svojim očima. Stenografski. Skoro stenografski. Dakle, to je javljeno, to je taj bugarski špijun iz Skoplja poslao svojoj službi u Sofiju. A onda je vlada, bar mi mislimo ovdje u Beogradu, prijateljska vlada Bojka Borisova, hoćemo da verujemo da je prijateljska, nama dostavila taj izveštaj. I mi smo to napisali, to niko nije demantovao, Vasko. Evo 10 dana izlazi, niti je Đilas demantovao, niti je Zaev demantovao, niti su Bugari demantovali, niti je bilo ko u Srbiji demantovao. Jer je to istina. Vidite, како во 10 или 15 години се менуваат улогите. Некаде до пред 3 или 4 години ние правевме емисии дека луѓе од отпор, дека луѓе од Србија доаѓаат во Македонија, ги тренира структурите на шарена револуција, финансира структури на шарена револуција и го носат Зоран Заев на власт. Одеднаш после 3 години или 4 години од Скопје луѓе ги тренира структурите во Белград. Па затоа што е опозиционери од Белград доаѓаат кај Зоран Заев. Им ветува подршка, им ветува логистика или соработка со Рамушка Ридани. Значи, гледате, во 3 или 4 години се смени целото сценарио. To je, Vasko, to je, dakle, nije to politika, odluka ni Zorana Zajeva, ni Đilasa, ni Haradinaja, ni ne znam koga. To je politika zapadnih centara moći, koji imaju jedan vrlo jasan zadatak, cilj, da ceo ovaj region uvuku u NATO. I to je vrhunski njihov cilj. Oni su sve to što su radili u Makedoniji izveli sa jednim zadatkom. Doveli su Zajeva na vlast na silu, vi to znate bolje od mene. Dakle, nameštali su izbore sve dok trenutka dok im se nije učinilo da on može da pobedi. Pa kad nije pobedio, onda su ga na silu proglasili, sećate se kako i zašto. Dva pati bi tako, eto, i na silu su ga proglasili za premijera, a onda je on na silu sklopio ovaj dogovor sa Grčkom, ukinuo Makedoniju, napravio Severnu Makedoniju, pa će sad na silu, jer da vas podsjetim, na referendumu ste vi bili protiv toga, većina građana Makedonije, sad će na silu da vas uvuče u NATO. To im je plan i sa Srbijom. Sa ovakvom Srbijom, sa, da kažem, Vučićevom Srbijom, sa Srbijom u kojoj vlada predsjednik koji i vlada kojima je na prvom mestu interes Srbije, oni ne mogu da završe taj posao. Njihov je interes zapadnih centara moći da i Makedonija, i Srbija, i Bosna i Hercegovina sa sve Republikom Srpskom budu u NATO paktu. Tek kada to bude, oni će se smiriti. To ne znači da će tada nama biti bolje, nego ćemo tad mi biti šrafići u NATO, kako da kažem, u NATO mašineriji. Ali to će njima onda da bude garancija da su proterali Rusiju sa ovih ovde prostora. Oni su se zato borili protiv Gruevskog i protiv vlade VMRO-a. Ne zato što imaju nešto ideološki protiv njih ili ne znam šta. Pa čekajte, setite se, Gruevski je bio njihov favorit, zar ne? 2006. godina pobedao na izborite kako nivni favorit. Tako je, njega su podržavali ti sa zapada. Sve do trenutka dok nije Gruevski pokazao da mu ipak Makedonija malo preča od NATO-a i od Europske unije. Je li tako? Kad je on rekao, pa ne možemo mi da ukinemo Makedoniju da bi učinili Evropskoj uniji, NATO ili Grčkoj. Onda je postao
onda je postao neprijatelj. I onda su izmislili Zajeva. Isto tako, vrlo slično i u Srbiji. Dakle, ovde su Vučića podržavali do nekog trenutka, dok su mislili da će Vučić da im isporuči sve te njihove prljave poslove. Kad su shvatili da je Vučić malo više Srbin nego evrounijata, onda je on postao neprijatelj. I sad hoće da dovedu ove drugi. Da li danes Skopje je Budimpešta od pred 15 ili 20 години? Ако во Будимпешта или во Унгарија се подготвува структуритан отпор за рушење на Слободан Милошевиќ, дали денес во Скопје се организираат и се финансира структурите за државен удар против Александар Вучиć? Дали сте човек на ција? Naravno da nisam. To je potpuno... Жалите дека не сте или окажувате со Znaš šta, гордост da mi je дека не сте? da mi je neko dao 100 денара. Svaki put kad sam to čuo, sada bi bio jako bogat čovjek. Ali Добро, ако pošto сте je биле to- човек на ција и така би биле богат човек сигурно. А Пол Маккартни, Службена значи, кола. од нет во Вашингтон, вели, сме имале низа на состаноци, почнувајќи од октомври ne 99 sporim ja da je година. bilo sastanak i ne sporim da je bilo Podgorica, pomoć, ali hoću ti Segedin, kažem, znaš, Budimpešta. gledaš da li je ta pomoć bila kritična ili ne. Da li da Otpor 2000. godine nije dobio telefone od Paula McCarthyja, da li bi Milošević još bio na vlasti? Ja ti kažem da ne bi. Добро, каде имавте нема усредби? Pa znaš šta, ja nisam se sastajao mnogo sa Amerikancima, ja sam ovde se bavio treningom stafa. Postoji su ljudi u Otporu koji su održavali tu međunarodnu saradnju, Bilo je mislim da tamo- su se viđali u Budimpešti, ne znam. Сегедин, Подгорица. Ne znam, ja nisam bio u Podgorici. Добро, sigurno колку nikad, пари tako доби da. отпор, на пример, од американците? Ja ne znam tačnu cifru, ali ako pogledaš to što piše u New York Timesu, ajde da se sad pozovemo na najrelevantniji izvor koji o tome govori, tu se radi o nekoj cifri od jedno $700.000. Znači, Što je gledajte, na primer, u odnosu na ukupnu pomoć stranaca u Srbiji 5-6%, verovatno. На пример, Зоран Матовиć, кој е дел од Отпор, ги обвинува, не знам, Хомен и Константиновиќ, кои исто се од Отпор, за некоја проневера на $2,1 милиони. То се стравични цифри. besmisleno. Да, ма тој ги обвинува, не ги обвинувам јас. Ne, ali hoću da kažem, to je sad, to neko priča i neko tvrdi, ali kako ti kažem, ja ne verujem da je ukupna pomoć prešla 1 milion. Mislim da je počela da stiže tek negde 2000. godine. Гледате, вие на 19.2, значи некаде пред 20 дена, го пишувате првиот текст на таа тема. И велите Скопје станува центар за напади на Вучиć, Джилас, Јеремиć и Сандуловиć. Јеремиć е поранешен министар за надворешни работи и председавач на Генералното собрање на Обединетите нации. Имат средби со Зоран Заев во Скопје. To je bio zvanični sastanak. Da. Dakle, 18. februara ove godine su se zvanično u Skoplju sastali Đilas, Zaev i postoje slike Zaev sa Sandulovićem, Zaev sa Vukom Jeremićem i s kim sve. Dakle, samo da biste vi razumeli, vi verovatno nemate pojma u Skoplju ko je Nikola Sandulović. Nikola Sandulović je jedan vrlo sumnjiv tip. Čovek koji je dovođen u srpskim medijima u vezu sa kriminalnim miljeom, sa nekakvim, mi nemamo dokaze da se on bavi time, ali postoji mnogo indicija da se on bavi kriminalnim aktivnostima. Čovek koji zapravo i nije političar, nego je tako neki čovek iz polusveta. On se predstavlja kao bivši telohranitelj Zorana Đinđića, ali to baš i nije tačno. Dakle, takav vrlo sumnjiv čovek odlazi u Skoplje i tamo se sreće sa vašim premijerom. To je čovek koji javno preti batinama. Evo danas imate informaciju na internetu, taj Sandulović javno preti batinama liderima opozicije, jer nešto nisu uradili što se njima sviđa. Dakle, vrlo čudna priča. Во име Ko Зоран, tu na koga igra, sam Bog zna. во име Зоран Башановиć. Да. Ние имаме снимено со вас на таа тема за Зоран Башановиć. Тој беше поранешен кум на Александар Вучиć. Pa da, neko je tu nekoga venčao, ne znam tačno. Да. Ali jeste И kum. излегува или исклучен од Српската напредна странка на Zato što Александар nije Вучиć mogao da završi ovde svoje kombinacije. Dakle, on je estradni menadžer po zanimanju. и доаѓа во Скопје. Jeste. Пред неколку години Јест, доаѓа во Скопје. јест. И се фали по Белград дека тој е главниот играч кој го носи на власт Зоран Заев. Tako je. On je pričao, sa njim nemam nikakav kontakt, ali znam ljude kojima je lično pričao da je on glavni čovek u Makedoniji, da Zaev njemu jede iz ruke, kako se to kaže ovde u slengu, da Zaev mora da sluša sve što on kaže, da su njega Amerikanci poslali, ne znam koliko je to tačno, ali to on priča, da su njega Amerikanci poslali u Skoplje da drži pod kontrolom Zaeva. Ali to naravno ne mora da znači da je to tačno. Međutim, sama činjenica da je estradni menadžer Zoran Bašanović važan faktor
danas u vašoj državi govori da nešto u vašoj državi debelo nije u redu. Pa dobro, Ceca prva mu predvidena zajedno kako bude premijer. Ko pеше во Pazi. Струница. Ја прими дома, му беше гостинка дома и му предвиде To je дека Ceca verovatno radila za neke pare. веројатно дека ќе биде премиер. Да. Па го имаме тука Александар Обрадовиќ на таа прва средба, него го анализиравме, нели тој беше поранешен директор на електростопанство на Србија, сменет од Александар Вучич. До пред една година кандидат да биде прв човек на електростопанство во Македонија, не успеа на крај. Да. Меѓутоа Владимир Цветковиќ, тој име не ми е познато, вие го објавувате Владимир Цветковиќ, дека на таа прва средба со Зоран Заев и тој е присутен кој разговарат како да се направи државен удар тука во Србија. To je ja ne znam do kraja ko je taj Vladimir Cvetković. On je nekakav ekspert Ujedinjenih nacija. Kako su to nama prikazali. Kakav je on ekspert Ujedinjenih nacija, navodno je radio i za Crveni krst i ne znam za koga sve ne. Očigledno neki zanimljiv tip. Neki tip koji ima neke specijalne zadatke u Skoplju i u Beogradu. Ne znam kako drugačije da objasnim. Meni on Дори они сликите си ги објавија на Facebook. Da. To su oni sami objavili te fotografije. Своите фотографии ги објавија на Facebook. To nije tajna. Oni ne kriju to. Немаше потреба бугарската разузнавачка служба ова да го дава, бидејќи они сами... Ne, ovo je javni sastanak. Ова е јавен состанок. Dakle, 18. februara su oni se javno sastali, nisu krili. 8. februara su se sastali tajno, pre toga. Ево, Вук Јеремиќ и Зоран Заев. Jeste. Ево го Сандуловиќ, ова претпоставам дека е Сандуловиќ. Ja ne znam- и Зоран Заев. Ja ne znam dovoljno dobro političku scenu Makedonije, ali verovatno imate vi nekog potpuno minornog, nebitnog, sumnjivog političarčića sa margine koji ima neke veze s kriminalcima. Imate takvog nekog? Па сигурно имаме. I takav neki mali ovoliceni dođe i sastane se ovde sa predsjednikom Vučićem ili sa premijerkom Brnabić. To je nemoguće. Ja ne znam kako je ovo moguće, zaista. Еве, веќе втор ден, еден после тоа на 19 февруари, имате нов текст. Кај лете дека Джилас се среќа во Скопје. Значи не среќа само со Зоран Заев, со Обрадовиќ, со Башановиќ и со Шубара. Jeste. Тоа е веќе нов Taj Ljubomir Šubara vam je bivši visoki funkcioner Privredne komore Srbije i stečajni upravnik Beogradske industrije piva, BIP. Sećate se ono pivo što smo pili svi u bivšoj Jugoslaviji. On je tu bio nekakav stečajni upravnik, takođe je uhvaćen u nekim sumnjivim radnjama i smenjen je. Znači, smenjen je u Privrednoj komori Srbije, smenjen je i u BIP-u i eto ga, i on je završio u Skoplju kao ekspert. Oni su svi eksperti za muljanje sa državnim parama. Vrhunski eksperti. Значи Скопје им доја на некој начин ко прибежиште. Tako je. Oni kad budu smenjeni i oterani iz Srbije, oni odu kod Zajeva, oni im je kao sigurna kuća. Да, порано нели кога земонски клан бега, се крие во Хрватска или добива некој пасош, не знам, во Палма де Мајорка и така. Натаму сега како ќе биде некој сменет. Ja koliko znam, vi to znate bolje od mene, oni se hvale, Bašanović se hvali da je dobio makedonsko državljanstvo. Ne znam da li je to tačno. И сега, значи, таа група ќе направи државен или се подготвува да направи државен удар тука во Србија. Ne mogu oni da urade, Vasko, ne mogu oni da naprave državni udar u Srbiji. Мислевме дека ни во Украина не можат, мислевме дека ни Заев не може, на крај се покаже дека, знаете, се она што очекуваме дека не може, на крај се реализираше. Ima, Vasko, jedna razlika između situacije u Makedoniji i situacije u Srbiji, a ta razlika se zove 5. oktobar. Znate, mi ovdje imamo to veliko iskustvo 5. oktobra. Znamo kako to izgleda kada vas neko, kako bi rekao, navuče na tanak led, kada vas prevari, slaže, kada vam objasni da treba da promenite vlast i da predate državu u ruke zapadnim moćnicima, pa će vam biti mnogo bolje. Mi smo to, nažalost, uradili 2000. godine. 24. septembra bili izbori 2000. 5. oktobra, svi znamo, bio 5. oktobar. Mi smo tad izveli revoluciju. I onda smo 12 godina živjeli u kobajagi državi. Onda smo 12 godina opljačkani u pljačkaškoj privatizaciji, uništeni u ekonomskom smislu, dovedeni na ivicu bankrotstva. Zato Srbi neće tako lako da nasednu na te njihove laži i prevare. Ne mogu. Што го говорим јас и вие, министерот за одбрана на Србија Александар Вулин потврдува исто. Тој вели дека Скопје е центарот од каде сака да се руши владата или председателот Александар Вучич. Ко министер за одбрана на соседна држава, каде и таква тврда квалификација дека од Скопје, значи од Република Македонија, се прават подготовки за државен удар во Србија, таа изјава има сериозна политичка и безбедносна тежина. Никој не реагира 2 недели. Значи, као да не се случило ова. Evo Vasko, da vas pitam ovako. Zamislite sad da, kako se zove novi lider VMRO, Bickovski, Da, Hristijan Bickovski. Zamislite da Hristijan napravi sad velike demonstracije u Skoplju, a te demonstracije traju 5 nedelja, 6 nedelja. I da se tu skuplja neki jedan broj ljudi. I da ti demonstranti traže nasilnu promjenu vlasti u Makedoniji. A da onda tog lidera tih protesta primi Aleksandar Vučić u Beogradu. I sa njim nešto pregovara i javno i tajno.
Ili primi premijerka Srbije pa pregovara javno i tajno. Da li bi to bilo sumnjivo? Da, to je mišljenje o внатрешнje работи на Pa susednu naravno, državu. to se ne radi. Zato je ministar Vulin u pravu. To se ne radi. Kako vi... Ja nisam video sličan primjer. Da vi... Gospodine Vučićević, vidite koji Pritom, samo da se razumemo, Dragan Đilas nikada nije učestvovao na izborima kao lider opozicije. Ona nikad nije osvojio nikakve glasove kao šef Saveza za Srbiju. Ona nema legitimitet politički. Беше gradonačelnik. On je bio gradonačelnik kao Beograd, kandidat Demokratske stranke. Ali nikada nije bio Savez za Srbiju, njegov nije učestvovao ni na jednim izborima, nikada. Поради несмастноста на агентот Дживалјевиќ, кој е агент или поранешен заменик директор на Српска БИА, тоа е Безбедносна информативна агенција, на 27 април пред 2 години на целиот тој настан му беше дадена одредена платформа или одредена подлошка дека Србија и Русија се мешат во внатрешните работи на Република Македонија. Сега ми изјава на српскиот министар за одбрана кој го обвинува Скопје дека игра улогата на Будимпешта и дека де факто преку Скопје се подготвува и се финансира српската опозиција за рушење на режимот или на владата на Александар Вучич и нема никаква реакција. Де факто, србите многу несмасно оставија простор во Република Македонија да се создава антисрпска клима. Во последните 20 години, два поранешни директори на БИА или на Безбедносна информативната агенција сега или биле амбасадори на Република Србија во Република Македонија. И тоа што се случи на 27 април 2017 година, сега може би да се повтори во обратна релација преку Скопје да се вршат подготовки за државен удар во Република Србија. Тогаш бев зачуден, морам да признам. Значи, ова е 2012-2013 година. Вие прв пат го спомнувате Горан Живалјевиќ. Јас немам абер кој е тој човек. Немам абер дека е во амбасадата на Србија во Скопје. И тој Горан Живалјевиќ на 27 април минатата година, кога е пучот или државниот удар, кој како не го гледа, или тоа што беше 5 октомври за Србија, тоа беше 27 април за Република Македонија, тој Горан Живалјевиќ беше во главна улога. Значи, 5 години после првото ваше спомнување, тој човек излезе од подрумот на површина. Го видовме кој е Горан Али исто Живалјевиќ. и со Игором Југом. Исто и со свим актерима те ситуације. Исто е и со председником држави, исто е со апсолутно свим људима. Јас сам месец дана пред тога био оптужен да ја наводно желим да будем атентатор Да на... имаше во еден таблоид тука во Србија дека вие го имате на линија Игор Јук, човекот кој беше од Живалјевиќ обвинен дека сака да го убие македонскиот сегашен македонски премиер господинот Зоран Заев, дека вие на линија го имате Игор Јук. Тоа пишуваше во еден неделник, односно таблоид тука во Србија, мислам дека Ало се вика. Све е тоа тачно и поставено од исти група. Сваки пут кога им е било нешто потребно, они су инфилтрирали лажни информации кои су требале да послужи управо да македонски етаблишмент и македонски народ изгуби своју независност. Односно да све буде припремljeno, да доđe до овога до чега данас ради. Ние имаме едно искуство, тоа е 27 април. На 27 април еден од членовите на српските безбедносни структури е снимен во македонскиот парламент. И станува огромен скандал. Србија го повлеко тој безбедносен експерт, става нов, и тоа беше третирано како мешање на Србија во внатрешни работи на Република Македонија. A svi znate, ja mislim da znate, mi smo ovdje to, dakle da se taj srpski diplomata u tom trenutku imao neku funkciju u našoj ambasadi, je li tako, najavio i prijavio da će tamo otići, je li tako? Сам да кажам, видите, значи колку сме ние сензитивни. Дека некој член на БИА или поранешна или наследничка на УДБА, на КОС и така натаму тука во Србија е присутен на 27 април во македонскиот парламент и тоа беше нели третирано како крунски доказ дека Србија и Русија учествуваат во државен удар во Република Македонија. Овде не се крие дека Зоран A Заев... kakav državni udar? Da. Ja samo to u celoj priči da razumem. Kako je državni udar izveo neko ko je branio izbornu volju građana? O čemu se radi? Ko je državni udar? Pa zar nije, ko je na silu došao na vlast u Makedoniji? Исто како Венецуела. Pa zar nije, kao Venezuela, bravo. Избран, легитимно избран председател, врши државен удар. Како врши државен удар? Со тоа што станува власт. Tako je, tako je. И сега во Скопје, значи гледате, Vi imate tamo predsjednika koji je proglašen za pučistu, iako je predsjednik, tako? Да, и му се закануваат, еве го нема. Drže ga malte ne u kućnom pritvoru. Да, без малкува куќен притвор, 3 или 4 месеци, човекот некое писмо има само напишано и толку. И толку. И сега во Скопје, значи кога што ние ги обвинивме нели србите дека всушност го подготвува државниот удар на 27 април, се среќа Зоран Заев со лидерите на српска опозиција и не крие дека сака да помогне да се случи шарена или обојна револуција во Белград. Jeste. I to je, a čekajte,
ono kada je jedan službenik ambasade bio u vašem parlamentu u trenutku kada se dešavalo što se dešavalo, dakle, to je protumačeno kao mešanje, a ovo sad nije mešanje. To je Goran Živaljević. Tako je. Podosno je penzioniran, Jeste. povlečen od Beograda u Skopje u Beograd i penzioniran podosno. Pripadnik Nabija. Ili беше вторчего bija na vreme to. Jeste. Bio u jednom trenutku, dakle, on tamo nije radio ništa nasilno. On je čovjek otišao da vidi šta se to dešava. Ali vidite sad, a sad imate situaciju da premijer Makedonije Očekujete li vi? Prima šefa opozicije i nasilnih protesta u Srbiji u svojoj rezidenciji, i javno i tajno. Očekujete li дека od Skopje ќе се прави сценарија за рушење на Александар Вучич? Например, ако анализираме и после 2001 година и после 27. април, во два наврати Република Србија, како амбасадори во Република Македонија, ги праќа поранешни директори на БИА. БИА е наследничка на УДБА и на КОС, значи тоа е она безбедносна информативна агенција. Значи, од давна наврати Србија испраќа поранешни директори на БИА за амбасадори во Скопје. Дали Александар Вучич и српската политика очекува дека токму преку Скопје ќе се направи тоа што се направи со отпори со 5. октомври, дека токму преку Скопје ќе одат сите овие операции? Pa neće samo, dakle, naravno, ja rekao sam na početku, Skoplje je očigledno uz pomoć Zajeva i voljom zapadnih moćnika postalo taj centar, ali nije Skoplje samo jedino. Велите дека Заев го барал состанокот. Дека Заев ги бара и Джилас, и Вук Еремич, и Сандулович, дека Заев го иницира состанокот. Pa nisam ja siguran da Zajev inicira i da Zajev bira i da Zajev to organizuje. Na Zajev mu kažuvat da gi povika, verovatno. Tako je, verovatno je Zajevu rečeno radi ti to što moraš da radiš. I on je dobio domaći zadatak da radi to što radi. Nije on to sam odlučio. Pa zar vi zaista mislite, niko nije naivan pa da misli da je Zajev sam od sebe rešio, ja zovnem Đilasa da sa njim dogovaram kako da rušim Vučića. Ma jok. A to mu rekli neki Amerikanci, rekli mu neki Englezi, rekli mu neki Nemci, neko mu rekao, ne znam ko. И сега технологијата на сите овие државни удари мора да биде со вклучување на војска и на полиција. Да. Очекувате ли дека некои високи структури на војската, на полицијата ќе ја сменат страната? Гледате и во Венецуела. Се врши притисок врз армијата да ја сменат страната и да го напуштат Мадуро. Na tom tajnom sastanku u Skoplju, u kome smo mi pisali 8. februara, je bilo govora i o tome. Dakle, Burns je rekao svojim sagovornicima da je potrebno u Srbiji naći moćne oficire u vojsci i policiji koji bi u određenom trenutku promenili stranu i podržali opoziciju i učestvovali u rušenju Vučića. To jeste njihov plan. Ali u ovom trenutku i u doglednoj budućnosti to nije realno. Jer u Srbiji neuporedive su te stvari. Minorna je podrška onome što na ulicama radi Đilas i ekipa. Нема никаде во светот државен удар, почитувани гледачи, ако полицијата и војската не ја смена страната или сменувајќи ја страната, полицијата и војската, еден режим да пуштат низ вода и да инсталират нов режим. Де факто нема државен удар или промена на власта ако не се направи комбинација помеѓу полициското подземје, политичкото подземје и реалното подземје. Таа комбинација или тој трилинг всушност гарантира успешен државен удар во било која земја. 5. октомври вие сте начело на Белградскиот корпус. Тогаш војската не излегува на улица и не го спасува Слободан Милошевич. Вие сте тогаш начело на Белградскиот корпус. Да. Ја сам... Тоа беше обоена револуција. Изминатите 3 години Република Македонија помена се процес на обоена или на шарена револуција. На крајот тој процес на шарена револуција заврши со референдум за промена на името на Република Македонија. Вашата обоена револуција заврши со растурање на Србија или на СР Југославија тогашна таква каква што ја познаваме. Црна Гора, која беше исто бомбардирана од НАТО, сега е членка на НАТО. Вие Косово немате, не можат раселените лица се вратат на Косово, не може српска војска се врати на Косово, ако тоа е според резолуцијата 1244 предвидено. Да, то су све последице. Од сегашна временска последице тих обоених резолуција које nisu samo bile kod nas, bile su maltene u celoj Evropi, pa bile su i u svetu. Сега ако се враќате од ова временска дистанца, тој 5. октомври имавте јасна слика што се случува? Да. Би реагирале поинако, бидејќи вие реално се случи еден од сегашна временска дистанца државен удар во Србија. И инсталирање на власт кој требаше да го направи тоа што беше сценариото. Јас сам да разговарал у тоа време со начелником генералштаба. Nebojša Pavković. Nebojšom Pavković. Сега во Финска. Hteo sam da direktno razgovaram sa predsjednikom Miloševića, jer on je imao prema meni jedan vrlo ovako, da kažem,
dobar odnos. I uvijek mi je govorio da ja mogu u svako doba dana i noći da dođem kod njega. Ali ne mogu da idem preko svoga komandanta, nego sam rekao svom komandantu da želim da idem. A on mi je rekao, nemaš potrebe jer ja sam bio već kod njega. Zajedno sa načelnikom javne bezbednosti, to je bio gospodin Vlajković, koji je baš ovdje na stepeništu Skupštine izvršio samoubistvo. A samoubistvo je izvršio zbog toga što 5. oktobra nije izvršio zadatak sa policijom. Гледате, во Македонија 2 пати се пролонгирани изборите. И дури третиот пат има тесен пораз на Зоран Заев и со помош на албанските гласови прави некоја широка влада, која се Тиринска платформа, па договор со Грција, договор со Бугарија, така натаму и така натаму. И се случува оној удар на 27 април во македонскиот парламент. Двете страни тоа го нарекува државен удар. И страната која изгуби го нарекуваше државен удар, и страната која победи го нарекуваше државен удар. Зоран Заев беше победник после 27 април и ја формираше македонската влада. Предпоставам дека нема да направат ново стане, дека во Белград ќе биде реализирано слично сценарио. Покушаće, ali... Не може да ги добијат изборите, како што сега гледам по анкетите. Веројатно ќе се обидат преку улици, преку... Ali je mnogo velika razlika kod nas. Kod nas je mnogo velika razlika. Po istraživanjima ne srpskih agencija za koje možete da kažete da su pod uticajem vlasti ili da rade za vlast, nego agencije koje radi za Nacionalni demokratski institut. Dakle, američki istraživači javnog mnjenja ovdje u Beogradu koji sede u američkoj ambasadi. Dakle, njihovo istraživanje kaže da SNS, odnosno Vučić, trenutno imaju 53-55% glasova u ovom trenutku kad bi sad bili izbori, a da cela Đilasova koalicija ima jedva nešto oko 10% glasova. Dakle, imamo 53:10. To je skoro neuporedivo. Ако направите споредба со Отпор и со 5. октомври, таму војската и полиција не интервенират. Значи, многиот луѓе во војската и во полицијата кои не интервенират, претходно веројатно ги имат одработено, ги имат добиено на своја страна и не се спречува тоа што се прави во парламентот, кај што влегуваат со трактори, со багери, со комбајни, со што ли не. Веројатно и сега ќе се обидат да најдат. Naravno, oni će to, ali Од ден на ден ќе ги радикализираат протестите. Slažem se. И ќе нас се почна со 200 луѓе. To jeste njihova ideja. Samo je pitanje da li će oni u tome uspeti. И во Република Српска има, нели, оно убиство на Давис. Ја нас беше на Покушавали su. Мартин Нешковски, така натаму и така натаму. И врз база на тоа подоцна се прават одредени протести, тие се радикализираат. To su sve matrice CIA. Sve je to matrica CIA. Treba optužiti vlast da je zločinačka, da je protiv naroda, treba optužiti vlast da radi za interese neke strane sile. Pogledajte, svuda je to tako. Kod vas su Gruevskog optuživali da radi za Rusiju, je tako? Dodika optužuju Banja Luci da radi za Rusiju, Vučića u Beogradu da optužuju da radi za Rusiju. Svakoga ko je neprijatelj optužuju, neprijatelj zapadnih centara moći, optužuju da radi za Rusiju. А сите доаѓаат на власт како американски луѓе. Jeste. Значи, од прв до последен сите доаѓаат на власт како американски луѓе. Onda kad počnu da rade u interesu svog naroda i svoje države, postaju ruski ljudi, postaju neprijatelji. To je kroz istoriju na našim prostorima uvek tako. I to nije ništa novo. Добро, очекувате ли дека Рамош Харидане би можел да финансира? На таа средба на Заев со Джилас, Заев нели категорично според вашите пишувања вели јас можам да интервенирам преку Рамош Харидане да ги финансира тие протести. A šta je problem to za Haradinaja? Ako neko ima para na Balkanu, onda imaju para albanski mafijaši. Oni kontrolišu prema izveštaju britanske obaveštajne službe i britanske policije. Pisao je Guardian pretprošle nedelje o tome. Dakle, britanska štampa i BBC je pravio prilog o tome da oni kontrolišu gotovo celo narko tržište u Velikoj Britaniji. Znate koje su to pare? Koje su to milijarde? Šta je njima problem da oni finansiraju bilo što na Balkanu? Вие ко бакшиш ќе им доите. Pa, otprilike. Парите што треба да ги дадат тука за рушење на власт. Otprilike tako. Ќе дојат ко бакшиш. Jeste, nažalost. И што се бара сега од Вучич? Од Груевски знаеме што се бараше. Промена на име и редефинирање на македонската историја. Nije se samo, nažalost, to tražilo. Oni su radili, ja ne znam koliko vi to vidite, bar se meni tako čini, ja ne bih da se mešam. Već sam ranije, kad sam razgovarao s vama, to rekao, ne pada mi na pamet da se mešam u vaše unutrašnje odnose, ali ja mislim da je suština toga da vas uguraju u NATO i da albanizuju vašu državu. Pričali smo o tome. Oni su uspeli da sa da u zemlji u kojoj postoji 70% Makedonaca, etničkih Makedonaca ili koliko, ispravite me ako grešim. 70%. Oni su napravili, zbog 30% Albanaca, potpuno su vam albanizovali državu.
To je negde plan, dakle, kao što je tamo kod vas takav bio plan, tako kod nas imaju drugi plan. A plan je da se mi dobrovoljno, ovako ili onako, pod pritiskom odreknemo Kosova, da priznamo tu, kako je mi zovemo, lažnu državu Kosova, da pristanemo, da učestvujemo u ukidanju Republike Srpske i da svedemo Srbiju na ovu skraćenu centralnu Srbiju i onda ćemo valjda da im budemo dobri. Nećemo ni onda da im budemo dobri, jer će onda za neku godinu da nam traže Sandžak, pa će za neku godinu da nam pokrenu pitanje Vojvodine i tako u nedogled. Vi imate neke slikanje na srpske političari, Nenad Čanak, su znamena Vojvodina. Da, pa ima. To zalaganje za nezavisna Vojvodina. Vojvodina koja je odcepena od Srbije. A to je... Tije se neke tendencije koje veke postoje. Tako je. Može bi ne se realni u jedan moment. U ovom trenutku nisu realni, ali sve se menja. Sve se menilo. Da je meni neko rekao, Vasko, pre 20 godina, ili da je vama rekao pre 20 godina, Crna Gora će se odcepiti u Srbiji. Mi bismo rekli to je nemoguće, je li tako? Vučićević, vi imate streke što Kosovo ne evo Srbije. Da imate svega 20% ili 30% pratenici u Srpskoj od parlamenta Albanci, su 20% novije na Đilas, vi veke kje redefiniravate Srbija. Mislim, znam neka vi je teško da zborite na ta tema. Ne, jasno. Jedna takva pretpostavljena situacija da imate u Srpskoj od parlamentu, svega vi je već členka na NATO, na EU, kojom se imate odkaženo od Kosovo i tako naprijed. Mi, dakle, ja nisam od onih koji tvrde, koji će sada da se zaklinju i da viču Kosovo je Srbija, Kosovo je srce Srbije. Ja sam građanin Srbije i po Ustavu i poštujem Ustav Republike Srbije. I negde zaista i Kosovo jeste kolevka srpske civilizacije i srpske države. Ali, pa šta? Tako isto ja ne mogu da tvrdim da je Kačanik Srbija. Jer Kačanik je jedno mesto na Kosovu i Metohiji gde imate najviše boraca ISIS po glavi stanovnika. Dakle, na celom svetu, uključujući Kabul i sve afganistanske, sirijske, iračke gradove. Mesto koje se zove Kačanik. Lavdri Muhadžeri. Da, oni odatle. Dakle, u Kačaniku imate, samo iz Kačanika imate 300 i nešto boraca, registrovanih boraca ISIS-a. Znate li vi šta je to? I sad neko hoće da kaže mi ćemo da branimo Kačanik. Kačanik je Srbija. Pa ajde vidim ko će da ide u Kačanik. Ali postoji neki minimum ispod koga Srbija sigurno neće da ide. Ne možemo mi da kažemo rešenje za Kosovo je to da mi priznamo Kosovo celo i to je nezavisno. Ne. Kompromis podrazumeva da oni dobiju nešto, a da i mi dobijemo nešto. Da oni nešto izgube, da i mi nešto izgubimo. Je li tako? Марко Ницовиć беше поранешен шеф на белградската полиција. Според неговото тврдење, во секој момент, вклучително и сега, во овој момент, на Косово се наоѓа 2 тони хероин. Ако цената на 1 килограм хероин изнесува некаде 100.000 евра, тоа значи дека во секој момент на Косово може да се најде хероин во вредност од 200 милиони евра. Значи во секој момент има 2 тони хероин на Косово. Jeste. Vremeno za isporuku. Тоа е значи некаде повеќе од 200 милиони To je to. евра. Pa evo imate jedan detalj, jer kaže sama vlada Kosova i UNMIK, imate UNMIK-ove podatke iz Kosova, da Kosovo postoji 69% nezaposlenih. 69% od toga, znači mladih preko 80%. A onda gde se prave pumpe, benzinske hoteli, zgrade, tržnice, to čeka tvoji para. Ako imate, misli, toliko nezaposlenih, kako? Ние 5 години правиме анализи дека кризата на поранешна Југославија ќе заврши во Косово, нели? И дека се очекува поради Косово да има нов регионален конфликт. Мене ми се чини дека после ова се што се случува дека многу се поверојатни протести и граѓански немири, па дури државен удар во Србија и во Белград, отколку војна на Косово. Што вие мислите? Ako bude rata na Kosovu, tog rata će biti nezahvaljujući tome što mi hoćemo rat, mi u Beogradu, mi u Srbiji. Ja mislim дека сега се многу помали шансите за војна на Косово. Многу се поголеми шансите државен удар да ви направи тука во Белград. Да донесат раководство koje ќе се согласи со независноста на Trenutno Косово. su šanse za državni udar u Srbiji male. Iz objektivnih razloga. Вие велите дека 4,2 милиони евра треба да бидат во 2 транши исплатени. Da, preko Diners Cluba. Да, имате ли информации, бидејќи to je sepak jedno... I preko još jedne štamparije u Skoplju. Da, sve su oni tamo to dogovorili. Da. Dakle, ali to nisu, ne može parama sve da se kupi. Oni će te pare da potroše na ove proteste, na nalepnice, na ne znam, troškove organizacije, ali ne možete vi parama da kupite većinu ljudi u Srbiji. Ne može. Ne biva to. Dobro, koliko je ta masa
Prethodно нели ги тренира во Будимпешта, ги тренира на границата со Србија. Друго е време било, Васко. Беше и друго време. Drugo je vreme bilo. Prošlo je NATO bombardovanje, Srbija je realno u tom NATO bombardovanju prošla loše. Nismo... Инструкторите. Tako je, bilo drugo vreme. И за Украина. Tako je, drugo и vreme за bilo. арапската проблем. I da vam kažem, сепак бе i drugi je svet bio. U tom trenutku vi niste imali Rusiju u ovom obliku. U tom trenutku niste imali Kinu u ovom obliku. 99. nije 2019. U prvom obraćanju predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin u onom novogodišnjem obraćanju 4. januara ove godine je rekao vrlo simpatičnu, vrlo značajnu poruku. Ovo nije 1999. Dakle, nije ovo vreme kada su mogli da razbombarduju i da se ništa ne desi. Ja ne znam kako ti koji misle da ne znam, da reše pitanje Kosova, da reše Srbiju, šta oni misle? Da nas napadnu? Kako? Добро, кои све структури се вклучени во оваа операција? Зоран Заев, Ерик Брнс, дел од македонските структури, дел од albanski ekstremisti sa Kosova i Metohije, ekstremisti iz Sarajeva, ekstremisti iz Zagreba. Pazite, u isto vreme su koordinisani napadi i ekstremnih Hrvata iz Zagreba i napadi koordinirani od Zajeva i iz Sarajeva i, nažalost, jednim delom iz Podgorice. Naravno da to sve se radi na dugme iz Brisela, iz NATO-a, iz Vašingtona, iz SAD-a, iz moćnih zapadnih zemalja. Pa oni to naređuju da se radi. Jer svima njima ne odgovara Srbija kakva je sad. Знаете, господин Учичич, например, се согласувам со вас дека шансите се мали. Меѓутоа има две работи кои може би ми дават поинакво да размислам или ме терат поинакво да размислам. Вие на 12 март, ако не се лажам, 12 март 2003 година имате атентат врз српскиот премиер Зоран Џинџич. Председателот Милошевиќ ви загинува или ви умира во Шененинген. Значи, вие имате историја која покажува дека такви работи се можни. Се уште не е до крај откриено кој учествува во атентатот на Зоран Џинџич. Vasko, uvek je moguće da se nađe neki ludak da smisli da u Srbiji izazove haos tako što će da ubije predsjednika ili da postavi snajperiste kao na Majdanu na zgrade pa da počne da ubije ljude. To je moguće. Se plašam дека не се лудаци, се плашам дека се организирани структури. Tako je, tako slažem se. Se plašam дека се сериозни организирани структури. Vi ste u jednoj stvari u pravu. Pazite, u trenutku kada su izazvali haos u Ukrajini 2013-14. godine, a bivši predsjednik Ukrajine Januković je na izborima koji su prethodili tom haosu imao 67% glasova. Ubedljivo pobedio. Tako je. Dakle, ako Zapad reši da izazove rat, on će ga izazvati. I dobro, što će praviti? Pa ništa, mi ćemo da radimo ono što budemo morali da radimo. Dakle, taj neko ko hoće da izazove ovde rat, mora da razume da nismo ni mi šaka zobi, pa da nas svaka vrana pozoba, što bi rekao pesnik. A da niste ni vi Makedonci baš ko što oni misle. Со Балкани пари во вредност од 200 милиони евра, почитани гледачи, може да се менува влада и во Русија и во Америка, а камоли на Балканскиот полуостров. Со толку Балкани пари може да биде смената било која балканска влада. Ако има толку големо количество на дрога и толку мокни кланови, тоа што кланови може да ги определат изборите. 2016 година на Заев му треба 40 до 60 илјади албански гласови и тој ги доби тие 40 до 60 илјади албански гласови. Или ние сите во Македонија велевме дека е невозможно албанци толку масовно да гласат за македонска политичка партија и тоа се случи. Значи со тие пари може да се случи све. Јас имам читано ваши интервјуа или слушано ваши интервјуа што велите дека апсолутно тие мокни служби може со помош на тие пари да извршат атентати, да прават преврати. Било што сака тука на Балканскиот полуостров. Evo vidite, recimo kod vas, pa sigurno da nije tih poslanika od Grujanskog pretršala kod Zajeva da se izglasa taj u Skupštini, da nisu biti plaćeni. Znači imate to tako da sistem kad velike službe kombinuju, kaže ok, imaš novac ili imaš metak. Znači izabere, ćeš ispati u kešu ili ispati u olovu, to kažu sve službe. Tako spriča. Во жаргонот на службите, значи, тоа е вообичаено. Ćeš ispati u olovu ili ćeš ispati u kešu. Stvarno ljudi onda političari kažu ovdje bolje bude zove keš. Него олово. Nego olovo. I to je to. Анализираме 27 април и гледаме како македонските разузнавачки безбедностни структури паѓаат на тестот на времето и тестот на историјата, без разлика од која страна, дали се за Заев или контра Заев. Меѓутоа тоа што се случи на 27 април во македонскиот парламент, значи едно нереагирање.
без реакција на македонските безбедносни структури, никој тоа немаше се случи. Јасно. Тоа значи дека ние сега можеме да очекуваме во Белград. Jesu oni bili kupljeni? Па видите, дента кога се случува 27 април, главните македонски генерали се на некој состанок со Умник и со Кор во Приштина. Например, полицијските структури се располучени, едни се на една, едни се на друга страна. Човекот што владее со операцијата или што е во тој момент вршител на должност министар за внатрешни работи и денес е заменик министар за внатрешни работи од партијата ДОИ, значи ништо не му се има случено. Значи тие полициски, безбедносни и војни структури не одговарат. Pa naravno. И се случува 27 април. To je uvek moguće. Vasko, sa dovoljno novca i sa dovoljno pretnji, uvek je moguće da izazovete haos u svakoj državi. Колку според вас Ne, to nije moguće u Makedoniji i u Srbiji. To je moguće Секаде. u Grčkoj, to je moguće Секаде. u Mađarskoj, to je moguće svuda. Samo ako Видите, hoće. Владата на Ципрас и дојде на власт после тие улични немири против Карамалис. I to je tačno. Нели? I to je tačno. И се велеше, нели се говореше дека Карамалис се казнет бидејќи стави вето за приема на Македонија во НАТО во Букуреш 2008 година. Дури министерот за одбрана во владата на Карамалис велеше ова е американска казна бидејќи ние не го испочитувавме договорот и ние приемавме Македонија во НАТО. Значи сите тие луѓе кои нема да одработат одредено сценарио се казнети. Наравно. Имаше прифатено ли Вучич да го реализира тоа сценарио и сега кога не го реализира е казнет. Бидејќи знаете, обично американците тие што нема да прифатат сценарио не ги носат на власт. Dakle, ima tu taj element koji ste vi opisali, dakle, Amerikanci o svemu odlučuju, ali ima nešto i gde Amerikanci ne odlučuju. Dakle, знаете, и самиот раскол во Српска радикална странка. Шешел е во Хаг, Тома Николич и Александар Вучич се излегуваат и ја прават Српска напредна странка. Шешел обвинуваше дека со помош на британски, германски, американски служби, со многу пари, е направена Српска напредна Pa nije to странка. baš tako. Ја само ви парафразирам, нели, што е говорено. Ja sam, kako da kažem, svedok toga. Iz prve ruke sam, to nije baš tako. Istorija je čudna rabota. Da je to tako, kao što vi kažete, da su zaista Amerikanci, Nemci, britanske službe i ko već tako na taj način napravile Srpsku naprednu stranku i da su zaista oni projektovali i napravili i Vučića i Tomu Nikolića i sve, pa ne bi Vučić mogao ovako sada se ponaša. Zar zaista mislite da bi on vodio ovakvu politiku da je na taj način, pa ne bi postojao? Zapad to ne oprašta. Па добро, може би ова се прави да се охрабри Вучич до крај. Па Вучич не отврла можноста дека ќе призне Косово. Тој разговара околу деталите за пристојно признавање на Косово. На достоинствено признавање на Косово. Ja ću da vam kažem vrlo, Vučić, ja Vučića poznajem 25 godina, nikad neće priznati ovakvu lažnu državu Kosovo. Па Nikad. добро, господин Дрецун, кој е пратеник од партијата на господин Вучич, дава изјави кај што вели не постои шанса да се спречи формирање на голема Албанија. А не може да се формира голема Албанија ако нема независно Косово. Значи, човекот најблиска доверба на Александар Вучич, тоа го кажува, знаете. Dobro, on ima pravo na svoje mišljenje. Ja vam kažem šta je stav, nema šanse da Srbija prizna lažnu državu Kosovo. Ovakvu kakva jeste. Но би се Ima согласиле. šanse da se postigne kompromis. Od Albanije Kompromis podrazumeva razgraničenje. To nije još zvanična politika Srbije, ali je to politika koja bi mogla da postane zvanična politika Srbije. Razgraničenje podrazumeva da Srbija nešto dobije, a da Srbija nešto izgubi. Da Albanci nešto dobiju, a da nešto izgube. Vidite, samo da vam kažem, vama je to verovatno nepoznato. Znate li vi, Vasko, kada su 4 opštine na sadašnjem severu Kosova postale deo autonomne pokrajine Kosova? Мислам дека 57 година. 1967. godine. Znači 67. Kada su drugovi, po znacima navoda, tako se to tad govorilo, drugovi iz centralne Srbije rekli da drugovima s Kosova treba dati šumu. Pa su se onda odrekli te četiri i pomerili granicu. Dakle, to čak i u vreme nacističke okupacije Srbije. Granica između Kosova, onoga što se tad zvalo Kosovo i centralne Srbije je bila na Ibru, u Severnoj Mitrovici. Čak i Hitler nije sever Kosova davao Kosovu. A sada se to neko kaže, tu je granica. Ne, nije granica. Ne može. Знаете што е парадоксот на балканските прилики, почитувани гледачи? Сите балкански политичари доаѓаат на власт како проамерикански или форсирани политичари од страна на Соединетите американски држави и Вашингтон, а сите балкански политичари кои треба да заменат во историјата заминуваат како руски шпиони. Знаете што е парадоксот на тоа ваше лежење во Хаг или таа ваша борба која што велите да го растурите или да го раскринкате Хашкиот трибунал? Дека вие го растуравте Хашкиот трибунал, тука во Србија растура вашата политика.
И вие може би го растуривте Хашкиот трибунал, но во Србија вашите најблиски соработници растурија вашата политика. To je tačno. Međutim, sve zapadne obavještajne službe su se na tom poslu angažovali. Njihovi instituti za specijalni psihološki rat su bili upregnuti sve snage da nađu metod kako bi vrbovali Tomislava Nikolića i Vučića i još neke iz rukovodstva. To je ogromna sila na zapadu. Da sam ja ostao ovde, nikad ni Tomislav Vučić, ni Tomislav Nikolić, ni Aleksandar Vučić ne bi postali izdajnici. U to sam ubeđen. Вашиот заменик поранеше некаде пред 4 или пред 5 години, мислам дека Тодоровиќ се презиваше, имаше категорична изјава дека американската и британската обавештајна служба или тајни служби работат на разнебитување на српската радикална странка и на формирање на Српска напредна странка, која сега има апсолутната власт во Република Србија. To je tačno, ali oni su veoma skupu cenu platili. Za ljubav vlasti oni su se odrekli Kosova i Metohije. Tadić, koji je također izdajnik, ni za 10 godina ne bi pristao na ovakvu kapitulaciju na koju su preko noći pristali Nikolić i Vučić. И додека вие се боревте за историјата во Хаг или за докажување кој е прав, кој е крив во историјата, Србија имаше проблеми со географијата. И сега ви ги прават овие вицови дека сте како Нокија, секој ден се помали како Србија. Nisu tu problem Albanci, nego oni koji stoje iz Albanaca. A to su Amerikanci, Englezi, Nemci i Francuzi. Ništa Albanci ne bi uradili bez njihove podrške i pomoći. Дали овие луѓе, Джилас и компанија, всушност се само катализатори кои треба да го охрабрат Вучич да го направи тоа што треба. Neće, ja vama kažem. Падор и писмо од Трамп беше испратено и до Вучич и до Хашим Таči. Беше испратено писмо кај што нели се сугерира šansa da дека имат историска шанса да го решат. Slušajte, da vam kažem. Ovakvo Kosovo, ovakvu lažu državu Kosovo može da prizna samo neko drugi. Može da se desi u Srbiji nekakva nasilna revolucija, naravno, može da se dese nekakvi atentati, nekakva politička ubistva, da dođu neki drugi ljudi na vlast pa da oni priznaju Kosovo. Vučić ovakvo Kosovo, lažu državu Kosovo da prizna neće. Nikad. Dobro, во медиумите гледат ли атмосфера за линч кон Вучич? Дали гледате таква атмосфера? Бидејќи пред секои такви промени, такви настани, да речеме, испорачување на Милошевиќ, соборување на Милошевиќ, атентат врз Зоран Џинџич, доаѓање на Заев на власт во Република Македонија, имате атмосфера на линч кон одредени личности. Дали таква атмосфера на линч, на жигосување на Александар Вучич гледате во српските медии? Ако гледате, тогаш се работи на тоа сценарио да биде елиминиран. Дали тоа може да го видите, дали го гледате? Бидејќи знаете, го спомнувате Зоран Башановиќ, биле кумови. Значи човек од неговото обкружение до пред 5 или 10 години. Значи прво што прават тие разузнавачки структури, ви наоѓаат некој во вашето непосредно обкружување. Го зимат, тој ги кажува вашите мани, вашите слабости, вашите навики и така натаму, прават психолошки профил и тогаш делуваат на вас. Значи Вучич сега се обсервира психолошки од него и поранешни соработници. Па наравно. Вие спомнувате луѓе, прв човек на електростопанство. Па значи тој човек на електростопанство бил стајан од Александар Вучич, значи он го знае. To je, gospodine Vasko, njihov posao i oni rade taj svoj posao. Na drugoj strani država Srbija radi svoj posao. Mi na sreću građani Srbije koji dalje u ogromnoj većini znamo šta je naš državni interes, takođe je naš posao, takođe je naše da radimo posao na prvim sledećim izborima. A oni mogu uvek da krenu u nasilnu opciju. Вие сметате дека нов 5. октомври нема да има? Teško. U dogledno vreme teško. Uvek je to moguće, da se ja ogradim odmah. Uvek može neko da odluči u Vašingtonu, u Briselu, u Berlinu, u Londonu, gde već, da ovde krene sa političkim atentatima. Da krene sa nasilnim demonstracijama, sa ubistvima. To može se desiti. Ali, pa ne očekujem. Mislim da nije nikome, ja mislim da Evropi nije u interesu rat na ovim prostorima. A nemojte, ako neko misli da može da uđe oružjem na sever Kosova, da ponovi Oluju na severu Kosova, a da će u Srbiji da mi skrštenih ruku gledamo kako idu izbegličke kolone iz Leposavića, iz Kosovske Mitrovice, neće to da se desi, Vasko. Srpska vojska će reagovati. To nisam rekao ja. To je rekao predsjednik Vučić, to je rekao ministar odbrane, to je rekla predsjednica vlade, svi smo rekli. Načelnik generalštaba, svi smo rekli. Ja mislim da niko na zapadu ne treba da se igra i da kontroliše to.
Građani Srbije su vrlo odlučni u tome. Pazite, ja imam 4 dece. Imam sina najstarijeg od 17 godina. Dakle, znam i tu generaciju, znam i ovu srednju generaciju, znam i ovu moju srednju generaciju. Ako zatreba, nećemo, ne plašimo se mi rata. A mi rat imamo na svakih 20 godina. Pa vi Makedonci niste imali rat od Drugog svjetskog rata. Mi ga imamo ovdje na svakih, ako ne računam pobunu Albanaca. Mi imamo rat na svakih 20 godina. Okej, hoćete rat? Pomina 20 godini? Hoćete rat? Pomina 20 godini? Mnogi su polomili zube na srpskom orahu. Pomina 20 godini, vreme mislite za nova vojna? Nije, ja ne želim rat. Ne, znate zašto je prašam, gospodine Vučić, vidite. Vasko, ja imam 4 dece. Čekam Bože zdravlja 5 dete. Ja ne želim rat. Vučić, ali ako nam nametnu, pa šta ćemo da radimo? Gospodine Vučić, gledajte, po Srbiji ima želba za jedan prisutan компромис. Во Македонија, мнозинското население сакаше да бидеме членки на НАТО и НЕУ. Значи Македонија никош не била под некоја руска окупација. Ние во поранешна СФР Југославија сме немале неко руско искуство, кој што имале чесите, маđарите или пољаците. Значи ние го немаме тоа триење со Русија. Значи ние немаме ни некој позитивен, ни некој негативен. Ние имаме еден индиферентен повеќе однос кон Русија. Гледате, и во Србија има амбиент за едно мирно решавање на косовско прашање, и во Македонија имаше амбиент Македонија да стане членка на НАТО и НЕУ. Но на никој не му одговараше тоа мирно да се случи. Некој сакаше тоа да се прави преку вакви шарени револуции. Jeste, tako je. Jer mirno ne može se desiti. Srbija mirno nikad neće ući u NATO. Vi nemate iskustvo bombardovanja 99. Mi nikad nećemo ući u NATO. Crna Gora, gledajte što slučaj u Crna Gora. Mora Milo Đukanović da izmisli дека има државен удар. Дека русите му прават државен удар, за да може да внесе Crna Gora во НАТО. I nema... A šta ćemo mi, ja vas da pitam ovako, ajde okrenemo priču. A šta ćemo mi ako Albanci krenu da prave tu veliku Albaniju zaista? Pa Velika Albanija, da vas podsjetim, ne podrazumeva samo Kosovo. Velika Albanija po njihovoj karti podrazumeva i centralnu Srbiju do Niša. I pola Makedonije. I pola Makedonije i Crnu Goru i dobar deo Grčke. Tako je. I kako se zove, Crnu Goru do Podgorice. Hoćemo li mi svi da ćutimo? Pa jedno od tezite na Алексис Ципрас, зошто го прави договорот со Македонија, вели не сакам на нашата северна граница еден ден да се разбудам и да ја видам голема Албанија. Нещо слично ни... Lider grčke opozicije kaže treba će nam 12 sati da izađemo na granicu sa Srbijom. Čudne poruke, ali tako? Da, mnogo čudne poruke. Čudne poruke imate sa svih strana. Članica NATO preti da će za 12 sati doći do Preševa. A nije členki na NATO. Znam, dobro, ali bit će to uskoro. Dakle, to su, stvari se menjaju. Da li o Severno Kosovo ne čeka nova vojna? I da li o Severno Kosovo može da se sluči repriza na to što беше 1995 година и операцијата Олуја, кога српското население беше истребено или беше избркано територијата на Република Хрватска. На таа тема некаде пред 2 месеци разговаравме со Мирослав Лазански. Има ли нова војна? Da li će biti rat? Da. Neće biti rat. Što bi bilo rat? Između koga? Pa ima site elementi da ima vojna. Naprimer, една од опциите да има нова Олуја во Северно Косово. Односно, Олуја тоа ќе случи 95 година, кај што србите беа протерани од Хрватска. Дали србите ќе бидат протерани од Северно Косово или другите енклави на Косово? Koliko ja znam i koliko smo svi vidjeli na televiziji i u medijima, Srbija je jasno rekla da neće dozvoliti nikakvu novu Oluju. Znači, nikakvog novog etničkog čišćenja na Kosovu Srba neće biti. To го кажа Vučić. Da. Дека нема да дозволи нова Олуја. Da. To je stavot na srpskата држава. Da, tako je. Меѓутоа има хрватски инструктори во Косово и во Приштина. Super, nek bude. I šta će time da uradi? По добро, тие хрватски инструктори велат дека ќе му го пренесат знаењето на косовските генерали и новата косовска армија како да расчистат со Северно Косово. Kosovska armija u odnosu na srpsku oružanu silu je minorna. Znači, kosovska vojska je inferiorna u odnosu na srpsku vojsku, ako ćemo o tome govoriti. Ali mi ne mislimo da intervenišemo na Kosovu sa našom vojskom. Ima drugih stvari. Ima drugi način. Što da očekujemo ova 2019. godina? Svašta. Ja se nadam da će biti mirna, da će prevladati mir, razum kod ljudi. Jer ja ne verujem, Vasko, zašto ja sam negde optimista. Zašto sam optimista? Zato što verujem da u Evropi je više normalnih ljudi nego ludaka. Da je u Americi više normalnih ljudi nego ludaka. Макрон излегува пред 3 дена со писмо до граѓаните на Европска унија, вели дека е сега време да се редефинира Европската унија. Тие се во сериозна криза. И од таа сериозна криза може да излезе само со длабоки реформи. Тако е. И ако продолжат да прават вакви политики, кај што одредени народи, одредени држави ги носат во одредени подредени позиции,
им го кршат нивното достоинство, им наметнат одредена волја, тие се чувствуваат многу непријатно. Знаете, ќе се изгуби идејата на таа слободарска Европа. И тие се самите свесни дека се случува тоа. Па веќе се изгубило. Реки на бегалци, гласање од отпор, да речеме во Италија, гласање од отпор во Австрија, гласање од отпор во Словенија, значи апсолутно сите се они свесни што им се случува во Франција, едва и победува човекот. Жолти елици до пред 2 или 3 месеци по француските улици. Значи Европа се наоѓа во ситуација да мора да мена својата парадигма. Tako je. Vi imate ovdje na našoj severnoj granici, ja sam skoro išao u Segedin. Segedin je 13 km od srpsko-mađarske granice. Dakle, da bi se stigli od naše granice Horgoša do Segedina imate 13 km. Na tih 13 km ja sam vidio 5 ili 6 bilborda na kojima vladajuća stranka u Mađarskoj, stranka Orbana, prikazuje Đorđa Soroša i Junkera, predsjednika Evropske komisije, kao zaverenike i ljude koji rade protiv Mađarske. Pa to беше prevarano од Орбан. Тоа беше prevarано да се откажи, да го врати универзитетот на Сорос во Будимпешта и да се откаже од таа политика против мигрантите. И тоа рече дека тоа е всушност. И како да вам кажем, Европа у оном смислу коме е постојала до пред 10 или 15 година не постоji. Веќе не постои. Тако е. Нема. И на крају ми kad dođemo na red da uđemo u tu Evropsku uniju, ona neće ni postojati. Da, nema kај да влезе. Biće neka vrsta drugačijeg udruživanja evropskih zemalja, ali neće postojati ova vrsta Evropske unije, jer ne postoji. Кога дојде ние да влеземе во Европска унија, таму само Хрвати излекоштено. A i Hrvata više nema. I Hrvata nema. Hrvata više nema. Отидоа да работат во Imate jednu sumanutu situaciju da se mi ovde... Ке се спасите ли вие од ова што ви се спрема? Видите, штом дојде бугарите да ви праќаат документи тајни од разговори во Скопје, тоа значи дека работата е сериозна, инаку бугарите не би си дозволиле тоа да го прават. Да вам кажем. Што дошле бугарите да ви помагаат? Možda Bugari, nisu oni nama pomagli, to su oni nabavili iz nekog svog interesa. Ali možda i Bugari, možda i Borisov i svi ostali shvataju. Дека тие ќе дојдат на ред. Da je vrag odneo šalu. Дека тие ќе дојдат на ред. Tako je, znači i oni doći na red, tačno. И он е два пати рушен. Tako je. И он е два пати рушен преку улица. Tako je. И два пати поднесуваш оставка и два пати се враќаше. Jeste. Jer vidite, to što ste vi ušli u Evropsku uniju ili ste ušli u NATO, pa to vama ništa ne garantuje. Pogledajte što se dešava sad u Podgorici. Milo Đukanović je mislio kad je ušao u NATO da je rešio sve probleme. I evo nije rešio ni jedan problem. Pa da nisam ja možda odlučio da mu pravim afere i Duška Kneževića ili da mu to nije plasirano iz Beograda, Skoplja ili odakle. Ne. Nego iz Brisela, od NATO-a. Da. Završio je prljav posao. Od Velike Britanije. Uveo je, tako je, uveo je Crnu Goru u NATO. I sad će oni da promene dovedu nekog drugog, jer im Milo ne odgovara. И сега медиумите во регионот пишат дека тој исти Душко Кнежевиќ, наводно, или медиумите пишат, не само ги цитираме медиумите, му дал 5 милиони евра на македонскиот председател да молчи околу промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Moguće. Тоа е таа Атлантис група, ако не се лажам. Moguće, Atlas grupa, da. Atlas grupa. Moguće, sve je moguće. Jer očigledno i on radi po nalozima nekih zapadnih centara moći. To su čudni putevi, ali da vam kažem nešto. Kad mi razmišljamo o tome šta će biti. Господине Вучичич, гледате кој е тој систем. Ковака ги кажуваме работите, 2 милиони вамо, 4,2 милиони вамо, 5 милиони вамо. Овде овој човек, онде тој човек. Овие работа, тоа е сериозно. Ali u pitanju su Vasko milijarde. Šta je njima da potroše 100 miliona kad su u pitanju cele države koje vrede milijarde i milijarde i milijarde? Dakle, u igri su ogromni interesi. Pa ja sam čitao ono po novinama, ne znam koliko je tačno, da su vašim poslanicima, funkcionerima dali toliko i toliko i toliko miliona da ćute da glasaju. Pa šta je to za njih? Ništa. Pa šta je to da podele 20 miliona da bi završili neki veliki posao? Je li tako? Dakle, sve je moguće. Дури ефтино се продава. Da ja opet vama citiram velikog Nikolu Pašića koji je rekao spasa nam nema, propasti nećemo. Ајде тука да го завршим разговорот. Се надам дека нема да имате државен удар. Спаса нам нема, пропасти неќемо. Се надам дека нема да имате државен удар, дека нема да успее сценариото на Зоран Заев со помош на српската опозиција и Рамош Хиринај да направи државен удар тука во Србија, бидејќи работа на српските граѓани да одлучат кој сака да ги води. Не е на нас македонците. Многу среќа. Хвала. Све најболje. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да последите интервју со Драган Вучичевиќ на тема дали во Скопје, дали Зоран Заев ја организира и ја финансира српската опозиција да изврши државен удар против Александар Вучич. Не се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш пријатно вечер Македонијо, каде и да си.